Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Виспорт на програмата на канал Вис. Во ова издание за она што беше актуелно изминатава недела, тоа е општинското изборно собрание на Општинскиот фудбалски сојуз, но околу препокувањето за изборното собрание на Федерацијата, но и за пуштањето во употреба на новата спортска сала при Општинското основно училиште Никола Вапцаров во Струмица. Паралелно ќе информираме и за резултатите кои што ги постигна секако нашите тимови во рамките на своите надпреварувања. Како што е познато, деновиве во Струмица се одржа Општинското изборно собрание на ОФС, каде што Ѓорги Гоцевски повторно доби мандат да го води Фудбалскиот сојуз во Струмица и во наредниве 4 години, но од ова изборно собрание или пак Општинскиот фудбалски сојуз Струмица не именуваше своји кандидати за делегати на изборното собрание на ФФМ, ниту пак не понуди кандидат за член во управниот одбор, ниту пак дадоа поддршка за председател на Фудбалската федерација на Македонија. Познато е, информиравме за овој случај, каде што со мнозинство присутни делегати на Општинскиот фудбалски сојуз, буквално на предлог на делегатот Југослав Тренчовски, не беа предложени кандидати за делегати на изборното собрание на Фудбалската федерација најавено во март. На предлог пак на Ристо Секулов, кој што бурно реагираше, бидејќи ОФС како еден од најорганизираните и најмасовни сојузи со лига и представници во третата, втората и првата фудбалска лига на Македонија со години нема член во управниот одбор, а пак таму се вдомуваат представници од ОФС Пробишти, ОФС Валандово, каде што и нема некои силни општински лиги, ниту пак представници во најелитните фудбалски надпреварувања. Таков беше епилогот, реакции пристигнуваат и од повеќе сојузи за изборното собрание на Фудбалската федерација на Македонија, како ќе течат настаните, допрва ќе се дознае. Во продолжение предлагам да го слушнеме првичната изјава на староновиот председател на Општинскиот фудбалски сојуз Ѓорги Гоцевски, кој што рече дека ќе ги почитува одлуките на делегатите на овој сојуз, со што рековме на некој начин дадоа бојкот на најавеното годишно собрание на Фудбалската федерација на Македонија. Кои се оние заложби за кои што во наредниве 4 години ќе се залага Гоцевски во однос на фудбалот овде во Струмица и пошироко? И сега, во оваа пандемија, сите знаеме дека тешко отработите, посебно во делот на овие ниските лиги, а овие што се пролигашите си ги имат своите обовези, си ги знаат подобро и од нас. Значи, тие добро ме познават во кој дел најмногу и помагам, и тоа добро и неслучајно, пак ми го доверат тој мандат. Релативна работа е сега да кажеш што би направил, се зависи и од самата пандемија, а во друга прилика може да направиме посебна емисија, па да кажеме повеќе во делот на што планирам. Но сепак ќе бидете во функција на клубовите кои што сепак партиципираат од овде во Струмица, како Општинската лига, клубовите кои што се од третата лига и прволигашите. Сепак претпоставам дека ќе работите во нивна функција. Секој сум работил во корист на нив и неслучајно ми го дава таа поддршка и планирам да продолжам во тој стил. Пак ќе кажам, тешко е моментално, ама за тоа сме тука да се бориме, да биде подобро, посебно во делот на клубовите, и за тоа тој револт сега станат, бидејќи мора да мислиме сите на клубовите, бидејќи тие дават пари и мора тоа ние да го почитуваме како спортски работници. Тоа значи дека ја се испочитува она мнозинство овде, барем по гласањето забележавме дека не партиципиравме со делегати во фудбалското собранието на ФФМ, во управен одбор и пак и за председател. Секој пат кога се појавуваат некои неправилности и во некој подолг период, тие неправилности се укажуваат во делот кога се седне на маса, на кафе,
Сите се слагат за некои работи, дека работиме неправилно, дека има фантомски сојузи, значи сојузи што не постојат и кога ќе дојде делот, најверојатно тие сојузи и ги прават председатели на федерации и секој пат големите сојузи како што сме ние, остануваме како трн во око, бидејќи ние малку повеќе збориме, а мора да збориме бидејќи ние постоиме и сме нешто. Дали е битно да бидеш некаде со некој што не постои или да ти ја кроје судбината со договарање да не те гласа и да еве ние четврти мандат Струмица нема да има член на управен одбор во ФФМ, ама сигурно нема се жариме, туку ќе одиме ќе грабиме напред за да нешто се смени на подобро, барам во тој дел. Неколку денови по Општинскиот фудбалски сојуз по изборното собрание на ОФС Струмица, реакциите не пристигнува од сите страни, појаснување од Југослав Тренчовски зошто на некој начин се бара почитување на законот за спорта и усогласување на статутот на Фудбалската федерација на Македонија, смета дека клубовите конечно мора да се слушнат во Фудбалската федерација или пак клубовите да ги водат првата и втора лига, бидејќи тие вложуваат во спортот, тие дават секако средства и мора да ја креираат и да ја водат лигата, а не како досега некој кој што воопшто нема допирни точки со фудбалските клубови да ја одлучува во нивно име. Отпосле, односно 2 дена после изборното собрание на ОФС Струмица, еве што кажа Југослав Тренчовски, кој што критиките ги упатува, слично како и Горан Пандев кон структурите на Фудбалската федерација и нелогичноста на она како дневен ред што беше понудено на собранието на ОФС Струмица. Академија Пандев, но и вие на некој начин и добар дел од фудбалските клубови реагирате за престојното изборно собрание, барајќи тоа да биде усогласено согласно законот за спорт во нашава земја. Останувате на тој став и кои се оние ваши барања? Апсолутно, значи ние остануваме на тој наш став. Помина значи нашето изборно собрание во Општински фудбалски сојуз Струмица, на кое што ние не изфрлевме делегати, затоа што доколку работевме по таа точка од дневниот ред, ние ќе учествувавме во едно криминално изборно собрание кое што работи по статут кој што не е усогласен со Законот за спорт. Законот за спорт е децидиран и во точка 14.а, вели дека мнозинството на делегати во собранието го сочинуваат фудбалските клубови од прва и втора лига, секако и останатите клубови во своите здруженија, спортските работници, значи тренерите, судиска организација и така натаму. Со самото тоа, значи, нашето право на глас е веќе ветено и ние треба автоматски да учествуваме во самото изборно собрание на ФФМ, кое што е закажено за 14 март оваа година. Но останува по оној стар принцип. Гласовите, односно клубовите немаат своји представници, барем колку што ве разбера. Апсолутно така, значи тие имаат закажено, ФФМ има закажено собрание на кое што мнозинството ќе учествуваат од спортски работници, односно тоа оди во контекст дека самите општински фудбалски сојузи имаат многу повеќе ингеренции од клубовите, од инвеститорите, односно тие кои што вложуваат во своите клубови. Едноставно ние само бараме да се почитува нашиот глас, по автоматизам да се влезе значи во тоа изборно собрание и пред се и над се да се почитува Законот за спорт. Има ли доста ли клубови вакаве реагираат? Парцијално слушаме те Академија Пандев, те Шкендија. Какво е чувството и состојбата кај прволигашите и второлигашите по односно ова прашање? Значи поголем дел од клубовите се за таа иницијатива, значи има еден иницијативен одбор кој што работи макотрпно за укажување на сите грешки кои што ги работи Фудбалска федерација, без разлика што слушаме секојдневни изјави дека тие се задолжени за крвотокот кој што на вистина добро функционира според нивни изјави, но јас ќе кажам дека нашите клубови се оставени едноставно секојдневно на трансфузиологија и бараат бајпас само за да преживеат. Ние едноставно си го бараме нашето право и право на управување во Фудбалската федерација, затоа што фудбалската заедница ја сочинуваат фудбалските клубови, не ги сочинуваат спортските работници, односно не ги сочинуваат заедниците како што се општинските фудбалски сојузи. Барате ли одложување на ова изборно собрание или пак ќе настојуваме до крај да не се одржи ова изборно собрание, да се свика комисија која што
ќе настојува значи да се промени статутот, да се усогласи со законот за спорт и после тоа да тргнеме во ново изборно собрание кое што верувам дека ќе ги даде и самите делегати на собрание од фудбалските клубови, всушност како што е пропишано во самиот закон за спорт. А деновиве Струмица доби нова спортска сала, кој што ја се втоса од бојкарките на Струмица жени, за жал со пораз, и тоа од Јанта Воли Кисела Вода с резултатот 3:1. Имено завчера Струмица доби уште еден спортски храм, односно училишна спортска сала, каде што ќе може да се играт и надпревари. Во ракомет, мал фудбал, одбојка, станува збор за салата при Општинското основно училиште Никола Вапцаров. Имено на предавањето во употреба присутен беше премиерот Зоран Заев, градоначалникот Косте Јановски и министерката за образование Мила Царовска. Станува збор за спортска сала кој што ги има сите потребни елементи за одигрување на спортски надпревари, вклучително тука и соблекувални, туш кабини, но и трибински простор каде што ќе можат гледачите кога ќе заврши оваа пандемија и да бидат присутни директно на надпреварите. Паралелно во оваа спортска сала ќе се одвиваат и часовите по физичка култура, физичко воспитување за учениците од 1 до 9 одделение при Општинското основно училиште Никола Вапцаров во Струмица. Што кажа на отварањето на или ставањето во употреба, во продолжение да го слушнеме Косте Јановски, градоначалник на Струмица, Мила Царовска, министерка за образование и премиерот Зоран Заев. Задоволството и радоста се секогаш големи кога се гради и развива нашата општина. Но најголеми се радостите кога градиме објекти намените за нашите деца, нашите ученици, вложувајќи во нив, вложувајќи во иднината на Струмица. Искрено, оваа попладне се чувствувам многу убаво во оваа нова мултифункционална спортска сала изградена по современи стандарди, која што ќе овозможи подобар физички и ментален развој на учениците од оваа училиште. Со изградбата на спортската сала решивме еден многу значаен проблем и задоволивме големи потреби во воспитно-образовниот процес, обединувајќи соодветна инфраструктура, поддршка за квалитетно физичко и здравствено образование. Од сега учениците во ова училиште, тука на затворено, на површина од 1300 метри квадратни, ќе имаат квалитетна настава по физичко и здравствено образование. Ја користам приликата да се заблагодарам на премиерот Зоран Заев, на владата која преку Министерството за образование обезбеди 40 милиони денари за изградба на сала, а свој удел имаме и ние како општина со расчистување, подготовка на теренот за градба, приклучување на водоводна, канализациона, електродистрибутивна мрежа, а ќе го решиме и затоплувањето на салата со приклучување на гасоводна мрежа во вкупен износ од над 2 милиони денари. Со оваа капитална инвестиција покажуваме и докажуваме дека Струмица со поддршка од владата навистина е грижлив град, кој се грижи за своите граѓани и секако за најмладите на кои овозможуваме нови спортски објекти за правилен физички развој и создавање навики на здрав живот. Нека ни е за многу години новата спортска сала и се надевам, но и посакувам токму тука да се појават нови спортски таленти како фудбалерот Горан Пандев, кошаркарот Владко Илиевски, одбојкарите браќата Ѓоргиеви, атлетичарот и олимпиец Ване Стојанов и многу нови спортисти кои потекнуваат од нашата Струмица и ќе ја промовираат општината низ целиот свет. Ви благодарам. Навистина ми е задоволство што денеска може да видиме вака убав, нов, современ објект во кој што нашите ученици, нашите деца ќе може да ги остваруваат сите спортски активности, а со тоа и да градат љубов кон спортот, а при тоа и директно да работат на зачувување и одржување на своето здравје.
Ние како влада, како Министерство за образование и наука сме насочени да работиме на подобрување на квалитетот во основното образование. Квалитетот во основното образование има повеќе компоненти. При тоа работиме на подобри програми во основно образование, јакнање на капацитетите на наставниците, кои што се значени за пренесување на знаење и градење на идните граѓани на оваа држава, тоа се денешните наши деца, нивна обука во континуитет, но исто така и интензивно подобрување на инфраструктурата во основното образование. Изградбата на спортски сали и континуираната реконструкција и доградба на училишта е навистина подготвено Министерството за образование и наука да ја прави по план и знаете дека минатата година имавме повик за инфраструктурно вложување во училиштата и секако спортските сали и на тој начин продолжуваме и во оваа година да градиме по план согласно потребите на општините со цел да го подобриме основното образование во нашата држава. Благодарам. Навистина Струмица чека оваа спортска сала, веројатно од самостојноста на државата, од постоењето на училиштето, основното општинско училиште Никола Вапцаров и еве денеска го видовме светлото на денот со пуштање во употреба на овој прекрасен објект. Ми представува посебна чест и задоволство што денешниот настан, пуштање на употреба на спортската сала во основното општинско училиште Никола Вапцаров овде во Струмица го величиме со едно вакво прекрасно здание. За неполни 9 месеци, во услови на пандемија со COVID-19, се заврши изградбата на спортската сала на училиштето која учениците, наставниците и родителите на вистина ја чекаат со децении. Заминаа времињата кога наставата по физичко се одржуваше во училниците или на отворено кога тоа го дозволуваа условите. Новата сала со површина од 1300 метри квадратни, комплетно опремена со спортска опрема и реквизити, санитарни јазли, со облекувални со туш кабини, е еден современ простор за изведување на настава по физичко, за правилен развој на децата и за поттикнување на нивните први спортски интереси. Струмица е спортски град со спортски традиции кои представуваат значаен дел од македонскиот спорт и убеден сум дека вложувањето во физичката култура и во спортот ќе даде уште поголеми резултати. Спортската сала во основното училиште Никола Вапцаров е енергетски ефикасна и наскоро ќе биде приклучена на градската гасоводна мрежа заради ставање во функција на топловодната инсталација, како уште еден поволен услов за изведување на наставните и спортските активности. Инвеститор на спортската сала е Министерството за образование и наука во рамки на својот проект, подржан од Советот на Европа и со дел финансиски средства од Банката за развој при Советот на Европа. Општина Струмица учествуваше со финансиски средства за расчистување и подготовка на локацијата, обезбедување на постојните приклучоци на водоводна, канализациона и електродистрибутивна мрежа и е задолжена за приклучокот на гасоводната мрежа. И со тоа општината даде свој придонес во изградба на оваа сала, на која денеска им се радуваат учениците училиштето, но и граѓаните на целата општина. Нека е со среќа, нека се развиват и растат многу млади генерации во ова наше основно општинско училиште и навистина да излезат спортисти како сите наши легенди, од атлетскиот легенда Ване, кој што го гледаме овде и веќе е професор, во ова основно општинско училиште, но нашиот Горан Пандев, бракете Георгиеви, Мираковски, да не ги набројам сите наши струмички легенди, оти веројатно ќе ги набројам до утре са бајле. Нека е со среќа, ви посакувам со успех, здравје сите, да се радуваме на уште многу вакви прекрасни проекти. И само за крај, само подсетување дека почнаа одредени првенства. Најголемото изненадување го направи Струмичка Беласица, кој што на гостувањето кај Ренова во Тетово славеше со резултат од 4:2. Оваа беше дел од надпреварите кои што се одложија за една недела. Победа на одбојкарите на Джио Струмица, пораз на одбојкарките на Струмица жени од Јанта Воли Кисела Вода. Се разбира, ги чекаме стартот и на првенствата во ракометот.
во кошарката, каде што се одигруваат и оние заостанати мечеви, Струмица поразен од тимот на Ангели. Почитувани, тоа беше се во ова издание на емисијата Ви спорт. Пријатно.